стоите и држете ги преданијата на кои сте научени со збор или со наше послание. Првото мисионерско патување на апостолот Павле. По воскреснувањето на Господ Исус Христос и Неговото вознесување на небото, Христовите апостоли се разотишле со евангелската проповед низ целиот свет. Апостолите Варнава и Павле се наоѓале во Антиохија. Тие ја воспитувале младата христијанска општина што ја основале. Како што раскажува книгата Дела апостолски, по вдохновување од Светиот Дух, старешините на Антиохиската црква ги испратиле апостолите Павле и Варнава на далечно мисионерско патување. Откако ја напуштиле Антиохија и пеш отишле до Селевкија, приморски град во Сирија, апостолите отпловиле на Кипар. Откако се симнале таму, Христовите служители, проповедајќи го Евангелието, го минале целиот остров, од исток до запад. Потоа, Павле и Варнава тргнале по Средоземното море во Памфилија. А оттаму во Антиохија Писидиска. Пристигнувајќи во градот, Павле и Варнава во сабота по обичај се упатиле во синагогата, каде заедно со сите други го слушале читањето на законот и пророците. Кога ги видел новите луѓе, началникот на синагогата испратил да им речат: "Мажи браќа, ако имате поучно слово за народот, говорете." Тогаш Павле станал, дал знак со рака и ја почнал својата проповед за Христос. Апостолот им говорел на јудејците за историјата на израелскиот народ, за древните пророци, за Јован Крстител и за самиот Исус Христос, Спасителот на целото човештво, за Неговиот живот, Неговата смрт и за Неговото воскресение. Говорот на Павле оставил длабок впечаток на слушателите. Следната сабота, за да ја чуе проповедта на апостолот, се собрал, речиси, целиот град. Но јудејците, кога го виделе народот, пишува во Дела апостолски, се исполниле со завист и со лоши зборови се спротивставиле на тоа што Павле го говорел. Тогаш Павле и Варнава со смелост рекле: "Вам требаше прво да ви биде проповедан Божиот збор, но бидејќи вие го отфрлате и самите се правите недостојни за вечниот живот, еве, ние се обраќаме кон паганите." Проповедничките трудови на Христовите апостоли го помогнале ширењето на Божиото Слово, не само во Антиохија, туку и надвор од нејзините граници. Сепак, непомирливите Христови непријатели, јудејците, не ја прикинувале својата борба со апостолите. Откако организирале гонење против Христовите служители, тие успеале да ги изгонат Павле и Варнава од Антиохија. Апостолите отишле во Иконија.
Добрата вест во тој град била прифатена со срцата на многу жители. Според дела апостолски, апостолите таму обратиле во христијанството многу јудејци и елини. Меѓутоа, јудејците, предводени од своите началници, решиле да ги посрамат апостолите и да ги убијат со камења. Но, откако апостолите биле предупредени од своите пријатели, избегале во градовите Листра и Дервија. Во Листра апостолот Павле направил чудо, исцелил човек кој бил куц од раѓање. А луѓето кога виделе што направил Павле, почнале да викаат: боговите слегоа кај нас во човечки лик, и Варнава го нарекувале Зевс, а Павле Хермес. Паганските жреци довеле волови и венци во чест на Варнава и Павле да направат жртвопринесување. Тогаш апостолите ги раскинале своите облеки и се втурнале во народот, викајќи: мажи, што правите? И ние сме луѓе како вас, и ви проповедаме да се обратите од овие лажни кон живиот Бог, кој ги создал небото и земјата, и морето, и се што е во нив. Говорејќи така, Павле и Варнава едва и го убедиле народот да не им принесуваат жртви и да се разотидат по домовите. Во Иконија, против апостолите, повторно востанале јудејците. Овој пат, тие не останале само на заплашување. Откако го поттикнале народот, раскажува книгата Дела апостолски, фрлале камења на Павле и го изнеле од градот, мислејќи дека е мртов. По некое време, Павле, окружен со христијани, се освестил. А следниот ден заминал со апостолот Варнава во Дервија. Поминувајќи прилично долго време во тој град и придобивајќи во него многу ученици, апостолите решиле да се вратат назад во Антиохија. Патувајќи, Павле и Варнава повторно ги посетиле градовите каде порано го проповедале Евангелието. Ги утврдувале во верата младите христијански општини. Каде и да оделе Христовите апостоли, секаде ја пренесувале неискажаната светлина на Христовото учење. Благодарност кон Бога, кој секогаш ни дава да победуваме во Христа и благомирисот на Неговото спознавање преку нас го шири на секое место.